Во оваа сесија ќе објаснам како се работи со набавни документи во Dynamics NAV преку процесот на нивно креирање и книжење. До набавните документи, односно целиот дел посветен на набавката во Dynamics NAV, се стигнува на повеќе начини. Еден е доколку ја имаме ролјата на сметководител како што имам јас сега, да се оди преку добавувач или преку набавни порачки. Вториот начин е да се пристапи директно преку менуто за оддели во набавките, каде што се сместени планирање, обработка на набавка и заредни трошоци, или пак преку менуто на логин системи во делот за набавка и продажба. Исто така постои начин преку копчето за пребарување да се искуца набавни фактури или пак набавни порачки и се отвара мену каде што се гледа до кои делови од системот имаме пристап на овој начин. За оваа цел, бидејќи сум најавена како улога на сметководител, ќе пристапам преку домашното мену директно до набавни порачки. Она што сакам да го потенцирам е дека за да се искнижи една набавна или влезна фактура, може да се направи документ набавна порачка или пак директно преку набавна фактура. Разликата помеѓу овие два документи е тоа што набавна порачка најчесто се користи кога претходно се креира порачката, истата се испраќа добавувачот, а потоа кога ќе стигне робата, се книжи приемница и фактура, додека набавна фактура најчесто се користи за евидентирање на одредени режиски трошоци или пак одредена услуга која што некој добавувач ја остварил за нас. Во овој случај, во конкретнава ситуација, ќе покажеме како се креира влезен документ преку креирање на набавна порачка. Исто така, разликата е во тоа што доколку се користи набавна порачка, може одделно да се направи најпрво прием, а потоа и фактурирање на соодветна набавена количина, додека доколку се книжи документот преку набавни фактури директно, тогаш во истиот момент мора да се направи примање и фактурирање за одредените артикли. Стандардно преку листата на набавни порачки отвараме нов документ. Документот, како и сите останати во Dynamics NAV, содржи одредени предефинирани делови, како што се делот за општи информации, информации за набавката, линии, детали за фактура, испораки, плаќање, меѓународна трговија и авансна уплата. Да почнеме од почеток, избираме добавач. Оваа сесија ќе ја искористам преку овој пример да покажам и како се отвара добавач кој што го нема во листата на наши добавувачи, односно прв пат соработуваме со него. Значи, наместо да се избере од листата на добавач, се избира опцијата за отварање на нов добавач. Назив, например, тргов, промет, доел. Салдото е 0, наприкажи повеќе полиња. Ќе видиме дали има некои задолжителни полиња што мора да се пополнат. Блокирано овдека, значи стои празно, нема салдо, а доколку има одреден одговорен вработен конкретно за овој добавач се избира. Во адреса и контакт пишуваме, например, булевар Партизански одреди, без број да речеме, број 5, поштански број, јас Скопје, автоматски системот сам пополнува и држава, контакт, телефон, значи сите подобро е да има пополнето што повеќе податоци во овие полиња за понатаму да може да се искористат и за други намени. Значи се запишува контакт, телефон, имейл, адреса, веб страна, доколку има за соодветниот добавувач. Во делот за фактурирање се стават научниот број, дали цените секогаш ќе бидат со ДДВ или без ДДВ. Во овој случај ќе оставиме да цените да не бидат со ДДВ. Овдека се поставуваат одредени шифри за рабат. Тоа што е важно и треба да се обрне внимание и без кое што
не може да работи книжењето за овој добавач е деталите за книжење, како што се гледа и од самите ознаки. Овие полиња се задолжителни. Општа деловна група за книжење се избира дали се работи за домашен, странски добавач, добавач од Европска унија или било која поделба која што претходно имате направени во системот. ДДВ деловна група за книжење се избира дали е исто така домашна, странска, ќе ставиме домашна, и група за книжење на добавач. Оваа група за книжење на добавач всушност ни покажува на кое конто ќе оди обврската кон соодветниот добавач при креирање и книжење или нормално на одреден влезен документ. За да видиме всушност што значи ова Domestic Global Intercompany, одиме на напредно прикажување на екранот и гледаме дека доколку се избере групата за домашен добавач, тогаш контото за книжење на обврски е 22000, односно директно не носи во контниот план обврски кон добавачи во земјата. Доколку има меѓународна трговија, се става валутата. Во делот на плаќање се дефинираат информации во врска со плаќањата, дали методот ќе биде на затварање ќе биде рачно или ќе биде по старост, услови за плаќање во денови, например, доколку имаме договорено дека на овој добавач ќе го плаќаме на 14 дена од денот на фактурирање, начин на плаќање, приоритет за плаќање, овие не се задолжителни полиња. Во интерес на времето за генерирање на ова видео за книжење на влезна фактура, ќе ги прескокнеме тие полиња што не се задолжителни. Значи, тоа што е важно е да го пополниме овој дел за книжење. Значи, креиравме нов добавач, тргопромет доел, домашен добавач. Истиот го избираме да биде автоматски се пополнува името, датумот на документот, бројот на фактура од добавач. И во информации за набавка се става доколку има некоја хартиено требување, бројот на истото, например, барање за набавка 18007. Да речеме, датум на хартиено требување се избира денешниот датум или еве се избира 28 март, дали има договор, опис зашто е барањето, намени за белешка, овие се оставени полиња каде што може да се стави слободен текст. Откако го пополнивме заглавието, треба да се пополнат линиите, односно што е тоа што го набавуваме. Дали набавуваме артикол, дали евидентираме влезна услуга преку конто или ресурс, основно средство или се работи за трошок кој што треба да се закачи на веќе внесен артикол. Во нашиот случај избираме артикол. Исто така, оваа сесија сакам да искористам да креирам артикол кој што го немаме во системот. Например, доколку станува збор за набавка на, да речеме, лаптоп. Отвараме нов. И се отвара нова картичка, каде што, бидејќи имаме дефинирана нумерацијска серија за артикол, се автоматски се пополнува првиот слободен последователен број. Во полето цел опис се става опис за артиклот, например, лаптоп дел. Во полето за тип се избира дали станува збор за залика или услуга. Основна единица мерка набавуваме во парчиња, категорија на артикол, значи дали е трговски производ, услуга, во зависност од сетапот на секоја соодветна компанија, може да има тука повеќе разграничувања. Полиња од ЛЗ, овдека станува збор, значи дали артиклот има свој баркод, тука се внесува доколку има, и другиот дел е доколку се работи за артикол кој што е наследен од минатиот сметководствен систем, се става бројот кој што го имал артиколот во минатиот систем, за да може потоа да се вадат извештаи преку анализа на податоците од претходниот софтвер. Тоа што е важно во овој случај е да се пополни делот за цена и книжење. Значи, кој е трошковниот метод што се потребува, ќе избереме просечен.
општата продуктна група за книжење, значи се работи за трговски производ, ДДВ група за книжење 18%, група за книжење на залиха, трговија. Овие полиња ни кажуваат фактички врз основа на комбинација со општата продуктна, општата деловна група за книжење на добавувач, на кој конта ќе одат трансакциите поврзани со книжење на овој влезен документ. Значи, останатите полиња не ги пополнувам, бидејќи не се задолжителни, че тоа што е важно е да имаме бројот на артикли, дека се работи за залиха и начинот за книжење, дека имаме просечен трошковен метод и групите за книжење, дека се работи за трговски производ со 18% ДДВ. Го затвораме. Целосен опис автоматски се пополнува. Локација се избира локацијата на која што се прима артиклот, в конкретниот случај главен магазин. Количина примаме 5 лаптопи, единична цена без ДДВ. Вообичаено системот сам ја вади просечната единична цена без ДДВ, доколку се работи за артикл за кој што претходно имаме трансакции. Во овој случај прв пат го набавуваме артикл и за тоа мора рачно да ставиме која е неговата единична набавна цена без ДДВ. Во случајот ќе ставиме 40.000 динари. Кога ќе ставиме количината и единичната цена, автоматски се пополнува износот без ДДВ, а врз основа на претходно дефинираните полиња за продуктна група се пополнува делот за вкупен износ на фактурата, вкупно ДДВ и вкупен износ со ДДВ. Тоа што може да забележиме е дека во делот на детали за фактура се превземени информациите што ги дефиниравме претходно кај добавувачот, односно 14 денови услови за плаќање и ДДВ деловна група за книжење на домашни добавувачи. Тоа што е задолжително, значи да пополниме за една фактура е да се пополни полето добавувач број, типот, дали е артикл, конто, ресурс, основно средство, нели нормално да се стави соодветниот број на артикл, локацијата во која што се пријави прием, количина и единична цена. Преку статистика може да провериме вредноста на фактурата која што ќе биде изгенерирана и да споредиме со хартиената копија што имаме добиена, за да видиме дали сме направиле некоја грешка или пак точно е внесен влезот. Во овој случај, кога правиме книжење на влезен документ преку набавна порачка, можеме отделно да направиме прием и фактура на соодветниот артикл. Број на фактура на добавувач исто така треба да биде внесено, бидејќи како што гледаме според знакчето, тоа е задолжително поле кое што мора да биде пополнето. Сакам да покажам дека доколку се обидеме да книжиме документ кој што нема број на фактура, например прием и фактурирање, системот нема да ни дозволи со тоа што ќе ни даде порака дека бројот на фактура од добавувач мора да тоа поле мора да има вредност. Значи внесуваме бројот на фактура, например 1, 2, 3, 4. Во случајов ќе покажеме што се случува кога се книжи прво прием. Значи, велиме дека во овој случај сакаме да искнижиме само прием на овие 5 лаптопи. Книжењето е завршено со тоа што во полето примена количина стои 5. И сега ги додадам полињата за фактурирана количина. И количина за фактура. Отворим на страницата за да бидат промените актуелни. Значи, ако примената количина е 5, количината за фактура е 5, односно немаме фактурирана количина, бидејќи сега сме направиле само приемници. Истото може да го видиме во делот за навигација, приемници. Како
Како што знаете, за одредена набавна порачка може да има една или повеќе приемници, доколку станува збор за парцијален прием на робата. Приемницата, значи, ја гледаме во навигација, може да отвориме и како изгледа самата приемница. Ева, значи кој е бројот на документ. Сите тие работи се превземени од порачката во линиите. Значи стои информација за артиклот 5 набавени лаптопи. Се враќаме на набавната порачка. Значи во случај кога ова најчесто се користи во случај кога постои посебен департман за прием на робата, например во магазин, и посебен департман за книжење на влезната фактура. Кога сакаме да искнижиме влезната фактура, значи одбираме дел за фактурирање. Она што сакам да го потенцирам во оваа верзија на Dynamics NAV е опцијата за преглед на контата пред книжење. Значи тоа е доста згодно, бидејќи може да се види пред да биде завршен чинот, односно пред да се искнижи самата фактура, какви импликации во главна книга, книга на добавач, во книга на ДДВ и книга на артикли ќе предизвика соодветниот документ. Значи оваа фактура потенцирам дека се уште не е искнижена, меѓутоа доколку искнижиме ќе направи следните книжења во главна книга, значи ќе искнижи на конто 220, данокот на конто 13.000 и 660, значи ќе зголеми за лихвата. Овие две конта се приодни конта кои што Dynamics NAV користи во случај кога имаме прием на материјален прием на роба, односно прием на артикли. Бидејќи гледаме дека проверката е во ред, правиме книжење и на фактурата. Значи фактурираме. Откако ќе се искнижи фактурата, системот дава порака дека порачката е искнижена и префрлена во книжеви набавни фактури. Доколку сакаме веднаш да отвориме фактурата, пикнуваме да и системот веднаш не носи во делот за искнижени набавни фактури. Овдека гледаме, значи ги гледаме исто така пренесени сите полиња. Во навигација може да видиме каде се оваа фактура направила записи, значи во главна книга, во ставките за ДДВ, книга на добавач, детална книга на добавач и ставки на вредностите на артиклите. Преку кликнување на некоја од овие линии, значи веднаш одиме директно до соодветните табели. Пак изгледа една книжена влезна фактура. Ќе искористам оваа прилика да објаснам и како се прави сторно на фактура, односно откривање на корективно кредитно одобрение. Значи се клика на полето за крира и корективно кредитно одобрение и автоматски системот ги копира сите податоци од оваа искнижена фактура и веднаш самиот креира набавно одобрение. Набавно одобрение кое што е идентично со оваа искнижена фактура, каде што може да видиме дека во линиите самиот систем кажува на која фактура се референцира, односно бројот на фактура што ќе ја сторнираме и бројот на приемница доколку се работи за фактура која што има материјален прием на роба. Преку книжење на ова одобрение, значи веднаш автоматски се сторнира целата фактура и нема потреба да се прават повеќе мануелни чекори за креирање на одобрение, па внесување на сите податоци кои што ги има соодветниот добавувач, соодветните линии на фактурата. Во овој случај нема да го искнижам ова одобрение, бидејќи сакам овие 5 лаптопи да ги имам на лагер, на залиха и да ми бидат понатаму расположливи за продажба. Туку во оваа сесија понатаму продолжуваме со креирање на продажни документи за да може да го објасниме процесот на продажба преку креирање на продажна порачка или креирање на продажна фактура.